колумнистите од различни аспекти кои патија тој момент, но мислам дека треба да направиме нешто, да го визуализираме тоа. Да. Ова што го зборуваме всушност, ова борба што се водела, бидејќи нема податоци како луѓето да дознаат. Точно. Има еден куп луѓе за кои што ние нели ги спомнуваме тука и на трибини и на разговори кога имаме, но кога некој ке праша што каде да не знам прочитам повеќе или да видам, нема. Така што јас сум да во таа насока да направиме некоја репортажа. Дека интересни колумни се напиша во изминативе 2 месеци. Интересно беа разобличени многу работи како национализмот, шовинизмот, религискиот фанатизам. Да, се напишаа добри колумни, но мене ме загрижува тоа што национализмот сега повторно е пуштен на најако. Да. Како секогаш кога, да речеме, државата или општеството се наоѓаат во кризно време, намерно се афирмираат тие национални теми без разлика дали има потреба или нема потреба. И сега така беше нели во предизборието. С многу негативна реторика, многу безнадежност се ширеше во тој период. И покрај тоа што добро се објаснија некои работи, пак имаме некоја обврска плюс нешто да направиме.
Абе секако, види, мислам, колумните беа добри за нели теоретското разобличување на нештата, но за да не остане така сувопарно, мислам дека малце треба да се вратиме и на историјата, она што ја викаме заедничката борба, бидејќи иако еве знаеме дека тука на овие простори постоела некоја заедничка борба, сепак многу малце податоци има за тоа. Еве и со помладите што доаѓаат тука, како да им се објасни, што да, пример, прочитаат, каде да се информираат за тие работи. Мислам дека нешто треба да направиме во насока на ова што сме го напишале тука, историјата на сите досегашни општества не е ништо друго освен историја на класните борби. Така што мислам дека треба да ги истражиме овие класни борби на овие простори што се воделе. Сега во образованието, ако со намера некоја е прекриена и заборавена заедничката историја, ајде да видиме ако не во јавниот простор дали има некакви подсетници, спомен обележја што укажуваат на тие времиња. Да, можеби ќе најдеме некоја табла, некоја биста, ама од каде Кога би да почнале? почнеме? Джокер повика и другар да искористиме. Кого да го повикаме? Па прва колумна Васко Гичевски ја напиша, тој трагаше по изгубеното. Па може да е добар избор Васко да Така контактираме. да баш во таа насока е изгубениот почеток на заедничката борба, да го најдеме изворот на заедничката борба меѓу против заедничките непријатели на работниците македонци, албанци, турци, власи, срби, роми. Па може, Тоа би било ајде да одлично. го побараме Да го Васко. ако е. побараме? Да, Ајде може. да пробаме. Еко. Здраво, Васко. Те бараме со едно прашање. Имаме идеја да правиме во Скопје репортажа и ти како историчар ни требаш да ни кажеш од каде да почнеме. Ја можам да предпоставам од прилика за кој период мислиме. Така, втора половина на 19 век, тој период. Првите социјалисти, некако поврзани со Скопје, како можеш да ни помогнеш да ги обработиме во една репортажа што би траела од сабајле до вечер, али да се посетат повеќе места. Од каде да почнеме? Шо викаш? Први пропагатори на социјализмот на Балканот се Димитрија Туцовиќ, Димитар Благоев, Васа Пелагич, Светозар Марковиќ и секако од Македонија ни доаѓа Васил Главинов, човек кој што потекнува од сиромашно печалбарско работничко семејство, човек кој што од млада возраст ги искусил маките на работништвото и човек кој што ја организирал Македонската работничка социјалистичка група во Софија во 1893 година. Поинтензивен развој на социјалистичкото движење во Скопје се забележува по 1900 година, кога Лазар Главинов, братот на Васил Главинов, формирал синдикални организации и читалишта, но и работнички групи во кои што се читала, споделувала, коментирала и анализирала марксистичка литература. Софија била место каде што можело да се допре до таква литература, па затоа циркулацијата на таа марксистичка литература се одвивала по тие патишта и канали, иако во рамките на Османската империја постоела строга цензура. Во дејноста на Лазар Главинов, од голема помош му биле Илија Плавев и уште неколкумина кои што сесрдно се вложиле во развојот на работничкото движење во Скопје. Васил Главинов. Што можеме за Васил Главинов да нема школа? Па мислам Имам дека се, има има. основно училиште, да. Да го побараме? Да, ајде. Побарај на Google Maps. Ајде. Васил Главинов. Овде вика дека е Васил Главинов во Чаир. Па може да отидеме до таму и да ја почнеме репортажата. Па, имаме сега во план на првото место кај ќе одиме. За натака ќе не носи самиот пат. Точно. Да.
Ask not what socialism can do for you. Ask what you can do for socialism in our lifetime. Се збунив, ова училиште се наоѓа на улица Џон Кенеди, но сепак дојдовме тука за да снимаме нешто за првиот социјалист во Македонија и пропагатор на социјалистички идеи Васил Главинов. Како и во многу училишта во Македонија, фалат бистите на лицата по кои што се именувани овие школи. Тука требало веројатно да стои бистата на првиот социјалист и пропагатор на социјалистичките идеи во Македонија, Васил Главинов, но тој очигледно не бил активен за да му направат биста, туку за да ги пропагира токму тие идеи на единство, на солидарност и на напредок. Во последната деценија на 19-тиот век во Македонија имало бурна политичка раздвиженост и работничко движење кое допрва требало да се појави на политичката сцена. Тоа се одвивало во големите индустријски центри и останатите градови кои веќе биле центри на трговија и занаетчество во тогашната Османлиска империја. Во 1873 година во Скопје свечено бил пречекан првиот воз од Солун, а во 1888 година Скопје бил железнички поврзан со градовите од Централна и Западна Европа. Ваквиот поширок приклучок со регионот значил многу за политичките активисти и револуционери од Скопје, Белград, Софија, Битола и Солун. Тие како никогаш дотогаш добиле можност да се обединат во различни иницијативи и политички борби за остварување на нивните напредни идеи. Овие идеи биле нови идеи очигледно и морал некој да започне да пишува и да издава весници и истите да ги транспортира до работниците. Познато е дека Васил Главинов со овие идеи особено се сретнал за време на неговото студирање и работење во Софија. Од таму литература се носела во Скопје и во родниот Велес, каде што во 1894 година, значи тоа му доаѓа пред 130 години, а било формирана првата социјалистичка група од страна на Васил Главинов во родниот Велес, еден вид на просветно друштво кое се запознавало и едуцирало со овие идеи, за да почнат да се издаваат и весници како весниците Политичка свобода, Револуција, а после Молдотурската револуција од 1908 година, кога се здобиле луѓето со поголеми права за политичка активност, тогаш започнало да се издава весникот Работническа искра. Овој весник се печател во Битола и Солун во печатниците Балкан и Витоша. Во првиот број на весникот објавена е политичката програма на социјалистичката група околу Васил Главинов. Во програмската статија "Нашите задачи" се вели следното: организирањето на работниците во синдикати, политички организации и партии не е доволно. Покрај организирањето на работниците, неопходно е и нешто друго. Неопходно е проникнување на класната свест во работничките организации, со учењето на пролетаријатот од целиот свет. И така, наша задача е да ја будиме класната свест меѓу работниците во Македонија и Одринско, да ја шириме искрата на социјалистичкото учење и на тој начин да ги растераме маглите и заблудите, кои се шират меѓу младото и наискусно работничко движење во Турција, од разни политиканти кои дејствуваат под маската на работнички пријатели и дури и под маската на социјалисти. Друго што е значајно за Васил Главинов, зашто воопшто дојдовме да го посетиме ова школа, е тоа што тој бил интернационалист. Значи, не се ограничувал на родниот Велес и на Скопје, туку бил и учесник на првата социјалдемократска конференција во Белград, каде што од Македонија имало и други представници.